ако се сеќавате, од една страна Европската комисија тога зборуваше дека треба Југославија цела заедно како држава да влезе во Европската заедница, дури тогаш не беа понудени Маршалов план со значителни средства за како да го направиме тој премин. Од друга страна, веднаш следниот ден Германија призна и Хрватска како држава. Значи, разногласието им покажа нив дека имаат потреба од заедничка политика. Сега тоа е на ниво на ЕУ. Што се случуваше кај нас во Македонија? Јас сакам да ги гледам европските интеграции во три фази. Значи, во првата фаза, според мене, почетокот од осамостојувањето па се до 98 година, ја нарекувам рана фаза. И во овој период практично на ниво за Европска унија кога зборуваме, ништо не се случува освен тоа што имаме консензус кај сите политички партии дека местото на Македонија е Европска унија. Меѓутоа реално да се направи некој чекор не се направи во таа насока. И имаше причина зошто тоа, затоа што реално Македонија беше соочена со огромни проблеми, непризнавањето на страната на Грција, спорот со името што го имавме со Грција, потоа исто така и изолацијата на Србија во тој период. Значи се наоѓавме под исклучително тешки моменти кога обстанокот наш беше во прашање и плюс воспоставувавме држава, на што преска Саша го спомена, беше битно, значи од почеток вие да гаите држава го абсорбира вашиот капацитет. И до некаде имаше објаснување зошто тоа така се случува и покрај тоа што нели слушнавме, ако не знам дали се сеќавате, ама пред 2 години излезе и Владаечката партија ни кажа дека ние пропуштивме можноста да влеземе во агенда 2000, што беше ноторна глупост, мислам. Тоа не беше понудено на Македонија, нити имаше шанса во тој период Македонија да биде дел од таа агенда. Втората фаза од европските интеграции, јас се нарекувам развиена фаза, и таа е од 98 па до 2006. Значи во овој период се случи се што се случи на ниво на Европска унија. Значи се што имаше капацитет оваа држава и што има нешто испорачано, се случи во овој период. Почнува со потпишувањето на спогодбата на стабилизација и асоциација, па понатаму до одговарањето на прашалникот, па станување на држава кандидат. Третата фаза е од 2006, од 2007 практично па до ден денеска, и јас ја нарекувам пропагандистичка фаза, во која што се случува само една работа, тоа е пропаганда. Значи сите веруваат дека Македонија се движи на кај Европска унија, а практично колку повеќе луѓето во тоа веруваат, толку поназад ние се враќаме, се оддалечуваме сосема од прагот на Европската унија. Затоа веројатно неопходно било од страната на владеачката структура за да може оваа пропаганда да биде успешна, да завладее со медиумите. Така што ова што денеска се случува со медиумите е само последица на она што до некаде се случува и на ниво на нашето припојување или нашиот пат кон Европска унија. Искрено кажано, имаше и други работи кои што тогаш ги имавме, а денеска ги немаме. Например, имавме изградена инфраструктура институционална. Тогаш веќе беа направени првите работни групи во рамките на секретаријатот. Тогаш подготвени беа, веќе се случува подготовки за почеток на преговорите. Тогаш Оли Рен, на подпредседателот на владата во тој период, госпоѓата Шекеринска, убедуваше дека мора да ги направи преговарачките тимови. Влегоа во фаза кога се дискутираше кој треба да биде главниот преговарач. Иако се сеќавате, исто така Романо Проди од позиција на председател на Европската комисија беше тој кој што лично во Македонија дојде да го донесе прашалникот. Значи Македонија беше цената држава и беше лидер во регионот. Кога викам лидер, мислам дека бевме подобри дури и од Хрватска. И ова не го зборувам туку така, но го зборувам врз основа на факти. Фактите викаат дека аналитичкиот извештај, нешто според кој што го добивме ние кандидатскиот статус, покажа дека Македонија реално има многу помалку проблеми за решавање со почетокот на преговорите отколку Хрватска. Денеска, за жал, тоа не е така. Македонија од лидер во регионот влегуваме во она што Владе го спомена, така наречените незавршени држави, заедно со па до вчера може се да каже Косово, Босна и Херцеговина и Македонија, а денеска Косово мислам дека излезе од групата на незавршени држави и тука остануваме со Босна ние.
што е многу трагична приказна. Јас многу пати се обидувам да си го одговорам прашањето зошто и како се доведовме до оваа состојба. И од гледна точка на европските интеграции мислам дека се многу битни два моменти. Прво, која беше како реагираше Европската унија во однос на станите што се случуваат овде, односно незаинтересираност од страната на државите членки за понатамошно продолжување на проширувањето со оглед на сите проблеми кои што се појавија внатре во Унијата, од типот на финансиската криза, нели, кризата со еврото, со потребата од дополнителна интеграција внатре на државите членки, така што самото проширување ја изгуби привлечноста за државите. Меѓутоа, тоа е едната страна на приказната, покажува што за некоја држава која навистина сака да се интегрира во Европска унија, ја добива пораката дека треба на внатрешен план да се избоксува таа агенда и во рамките на Европска унија. Меѓутоа, ако не сакате да се движите натаму, ова ви доаѓа како кецна десетка и одлично ви одговара позицијата во која што ја доведувате државата. Како според мене за вака успешно спроведена парализа на европските интеграции во Македонија, ако треба да лоцирам одговорност и како тоа му успеа на Груевски да го направи, мислам дека три целни групи се клучни во играта. Првата целна група е бизнис секторот. Значи, сакала да кажам само неколку работи за бизнис секторот. Бизнис секторот, и тоа со пример ќе ви кажам, ние правејќи ги нашите анализи се обративме до ММФ, Меѓународниот монетарен фонд, со едно просто прашање. Сакавме да знаеме зошто Македонија треба да отвора канцеларија за големи даночни обврзници. Не ни беше јасно, мислам, од држава каде што сме тројца без двајца, еден со друг се познаваме сите. Која е потребата управата за јавни приходи да има посебни механизми со кои што ќе комуницира со големите даночни обврзници. И добивме, и ММФ во тој период вика, па не, вика, ова е многу потребно кај вас, особено вика кај вас, зошто? Па вика, дали вие знаете дека 75 големи даночни обврзници, 75 фирми во Македонија го полнат 85% буџетот. И овај податок е фасцинантен. Кога ќе дознаете, кога ќе сватите дека само 75 фирми се тие кои што вие треба да ги контролирате, за да имате тотална контрола на се што се вика пари, она што преска Саша го спомена, тогаш многу лесно сваќате дека може би рамната стапка вас не ви е средство за развој на државата, доку вие механизам за корупција, односно за договарање на тендерите. Че вие практично треба со 75 души да го кроите буџетот. Колку ќе има јавни набавки тука, колку ќе има толку. И згора на тоа, кога ќе после известно време кој ќе им кажете на фирмите дека нема да добијат своите наплати на време, доку после 3 години со одложено плаќање, кога тие не се јавуваат никаков глас да пуштат, ни да кажат како е тоа возможно, веднаш си го поставувате прашањето, па каде е бизнис секторот? Го имаме ли ние бизнис секторот? Го имаме. Меѓутоа бизнис секторот секогаш бил сончогледот, секогаш бил со власта. Така што бизнис секторот, ако ни беше поинаков, мислам дека немаше да дојдеме до тука кај што бевме. Втората група на луѓе кои што, или на целна група кои што мислам дека му помогне на Груевски многу да ја доведе државата до оваа позиција, се универзитетските професори. Мислам дека и тие си одиграа улогата. Прво со благодарење на така наречените диспензирани студии, се што беше професор во државата земаше некој ситен дополнителен хонорар и кога се случуваја внатре измените, автономијата која се нагризуваше на универзитетите, сите молчеа. Сега слушаме од време на време се појавува некој универзитетски професор кој што дава некакви знаци на спротивставување, но мислам дека е доцна, мислам дека возот ги прегази и дека практично му сврши работа на Груевски. И третата група каде што мислам дека се му помогна ова да го направи, се медиумите. И знаеме како тоа го направи, медиумите ги скроти со огромните средства во рамките на буџетот
и со рекламите, и со кампањите, и со читањето закони на телевизија, кои што траат со не знам колку, и тоа како инструмент се покажа многу корисен за да може да се замолчи и јавноста и да се добијат информации кои што само не му одговарат.